Благодарам, господин Джафери. Почитуван колега Стевананчев. Дебатата не треба да не плаши. Но нема дебата од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Може би изнесеното од моја страна и ваша страна е дотука. Може би има информации што не ги знаеме, може би сме во заблуда. Може би не знаеме што се случува и сме во криво. Затоа е потребна дебата и затоа треба да разговараме. Не треба да не плаши кога ќе преговориме еден за друг и кажеме дека може би некој од другата страна се чувствува занавреден или со некоја постапка или со некој закон му се штети на некој. Тука сме за да разговараме. Најмногу ме плаши за тоа што никој не дебатира. Меѓутоа, загрижен сум и лют сум на она што сака противуставно, противзаконско и неделовнички да се донесе. Имаме многу примери досега и во тој правец можеме многу погрешно да движиме работата. Меѓутоа, лют сум, навреден, реагирам не толку на претениците, тука се да одработат некоја работа и мислам дека не знаат, како што рече колегата Вицевски, не го отворили законот, се плашат да го отворат, бидејќи се гледа во него дека има одредени моменти за кои говориме и се вистина. И дали треба така да бидат. Меѓутоа ме загрижува Заев, Шекеринска, Спасовски, носителите на таа битка во владата и зошто го прават тоа на сите не јасно, бидејќи ќе барат подршка на локалните избори од партнерот од другата страна, тука е приказката, ништо друго, никој не е против албанците, немам никој јас. Меѓутоа, од каде ги црпат тие информациите? Информациите идат од Фрчковски, од Геровски, од Најчевска, седнати пред компјутер меѓу 4 зида и го троват народот, го трујат тие луѓе. И му вика, ќе направиш вака или нема да биде поинаку. И за на крај да се одваџи Геровски, да застане таму и да го потурат со една кофа боја. И да ни дојде слободата од Америка и Заев да каже дојде слободата, дури од Америка ни ја порача. Дивков, вратите се на законот, ќе ве исклучам. Вратите се на законот и не се бачите со други работи таму. Не ја доведува слободата на тој начин, незаконски, и на тоа реагираме. Значи, ние не смееме да ги носиме луѓето во заблуда. Реагираме, јас кажав, уште еднаш сега ќе кажам, да повторам за јавност. Бидејќи имаше реакција на неуставното носење на овој закон. Реагираме на злоупотребата на европското знаменце, реагираме зашто Матичната комисија политички систем не го разгледуваше прво овој предлог закон, реагираме на нетранспарентноста на донесување на овој предлог закон, реагираме зашто нема јавна расправа, реагираме на изолирање на останатите помалетнички заедници, реагираме на прекрушувањето на овој предлог закон. Прашуваме, по кој основ е одреден овој закон? Не е од НПА програмата. Зошто нема представник од секретаријатот за европски прашања? Зошто нема вклучени евроексперти? Зошто нема вклучени домашни експерти? Тоа се прашањето.